Почитувам председателя на Собранието, колеги и пратеници, почитувани министри, почитуван премиер на владата, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Моето деловничко право ќе го искористам да поставам две прашања до министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Македонија станува земја во која трудот не се вреднува, достоинството на граѓаните, на работниците е понижено. После 15 месеци граѓаните гледаат и чувствуваат на свој грб дека од оваа влада не може да очекуваат никаква помош, ниту мерки за подобрување на животниот стандард, ниту пак повисоки плати. Гледаат и слушнаат дека се оставени сами. Статистиката постојано бележи раст на основните трошоци за живот, постојано растат цените, а имаме стагнирање на платите. Да не се лажеме, забавувањето на инфлацијата на месечно ниво во август, како што сака да прикаже премиерот, не е репер дека нешто се подобрува. Македонија има инфлација меѓу највисоките во Европа. Просечната инфлација во Европската Унија изнесува 2,1%, а кај нас во август годинава е двојно повеќе, 4,4%. Само прехранбените производи се поскапи за 6,7%, а дури за 11% во август се поскапени зеленчукот и овошјето. Цените на сите производи одат нагоре. Минималната синдикална кошничка, откако е оваа власт, секој месец урива нови рекорди. Во јуни 2024 година минималната синдикална кошничка беше 60.325 денари. Во август минатата година надмина 61.200, денес таа достигна 65.507 денари. Тоа значи дека во периодот откако оваа влада, предводена од ВМРО-ДПМН е на власт, основните трошоци за живот се зголемени за над 4.300 денари. Во исто време, минималната плата е зголемена за само 1.800 денари. И ова е директен удар врз стандардот на граѓаните, директен удар врз работниците. Овие бројки се поразителни и доказ дека немате ниту капацитет, ниту желба да ја зауздате растечката инфлација и цените. Секоја мерка изминативе 15 месеци ви доживеа дебакал. Наместо да ги заштитите граѓаните, да ги заштитите работниците, застанавте на страната на заштита на профитите на големите маркети. И упорно не превземате ништо. Платите не мрднуваат додека земјите од регионот веќе донесоа одлуки за раст на минималната плата. Во Албанија од следната година минималната плата ќе биде 500 евра, во Србија 550 евра, а нашите работници остануваат на дното. Македонската просечна плата е само 35% од просечната плата во Европската Унија, а цените достигнуваат 60% од европскиот просек на цени. И ова не е резултат на некаква трета, втора, прва, четврта економска сила, туку на земја која тоне во сиромаштија. Немате оправдувања, затоа што имате механизми да го ставите под контрола покачувањето на цените и како да ги зголемите платите, но очигледно тоа не го сакате. Да ве потсетам дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во најголемите кризи, и за време на ковидот, и за време на енергетската криза, не бараше изговори за зголемување на платите, туку тие постојано растеа. Ги заштитивме работните места, ги заштитивме компаниите,
го заштитивме стандардот на граѓаните со мерки од над 2 милиарди евра, кои што директно ги упативме кон граѓаните. Додека ние се гриживме, вие ги манипулирате работниците и граѓаните. Минималната плата од 8.000 денари ја зголемивме на 22.500, а просечната од 22.000 на 40.000 денари. Вие ја прекинавте оваа спирала на раст на платите и тоа во време кога немаме никакви кризи. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија понуди предлози со конкретни решенија за пониски цени и за повисоки плати, но вие експресно ги одбивте. И од тука имам две прашања до вас, министре. Зошто владата не носи мерки за намалување на цените на прехранбените производи, мерки кои што ќе дадат резултат? И дали сега конечно ќе ги прифатите предлозите на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за зголемување на минималната плата на 500 евра и укинување на ДДВ за прехранбените производи? Благодарам.